Собранието ја изгласа интерпелацијата за поранишната председателка на Судскиот совет Весна Дамева, а пред малку е изгласана и интерпелацијата за членката на Судскиот совет Павлина Црвенковска. Дамева избра да зборува пред пратениците кои побараа да и биде изгласана недоверба. Во собрание е Елена Ивановска. Елена, кои се аргументите на Дамева, имајќи предвид како што кажав дека само таа дојде да ги одбрани своите аргументи? Да, Марија, пред малку беше изгласана и третата интерпелација за членот на Судскиот совет, избран на собранието Селим Адеми, со слични аргументи, а во однос на интерпелацијата на Дамева беше изгласана со 77 гласа и спикерот Африм Гаши прочита неколку заклучоци, меѓу кои тоа дека се основани на водите од интерпелацијата и дека таа како член на Судскиот совет имала значителен придонес во загрозување на независноста, професионалноста и угледот во судството и така натаму. Како што каже, и таа беше единствената која што денеска во парламентот застана пред пратениците и кажа своите аргументи, рече дека гордо стои пред нив за последен пат, затоа што на крајот на оваа година и завршува мандатот и како член на Судскиот совет. Според неа, ова интерпелацијата нема да ги реши проблемите во судството, туку ќе ги продлабочи и представува упат во независноста на судската власт. Го посочи како апсурдно тоа што токму во барањето за незина интерпелација стои нејзиното незаконско разрешување. А исто така истакна дека дека извештајот на Судскиот совет за 2016 исто така не бил усвоен во собранието, но на тоа не следувале ниту иницијативи за интерпелација, ниту за било каква друга одговорност. Предлагам овде да го погледнеме прилогот на колегата Павле Беловски, па се враќаме со последните информации. Ја прозваа за интерпелација и ја соочија со општи заклучоци за работата на Судскиот совет, но пратениците молчеа и ги слушаа одбранбените аргументи на членот на Судски совет Весна Дамева, која во опширен говор дојде во собранието и им се спортистави на пратениците од мнозинството. На самиот почеток од излагањето, Дамева праша зошто не се гласала недоверба на совети, чии што членови давале отчет во партиски штабови во минатото. Иронично се согласи со нив дека можеби секоја власт сака контрола над правосудството. И кога се избираа судии од тефтерчињата, лично сметам дека и кај тогашната власт, исто како и кај сегашната, постоела желба да се повикаат на одговорност, затоа што верувам дека секоја власт сака да го стави под контрола судството. Но убедена сум дека било јасно, таква уставна и законска можност немало, како што нема ни денес. Барањето за гласање недоверба за Дамева е неосновано, освен што е незаконски. Додека го пишувала одговорот, се обидела да најде вина кај себе и вели успеала. Кога зборуваме за индивидуална одговорност, единствено од се што ми се става на товар, прифаќам одговорност само во делот дека не сум била најдобриот избор за член на Судскиот совет и не сум подобна. Точно е, почитувани пратеници. Не бев најдобриот избор за политички пазарења, ниту на одредени политичари од претходната власт, а не сум ниту на одредени политичари од оваа власт. Иако нема да оди на соочување, незината колешка Тања Чочорова-Илиевска удри уште пожестоко против барањето за незината интерпелација, освен што е групна забелешката, актот е незаконски, противуставен и е преседан во парламентарната демократија, вели Чочорова-Илиевска. Согласно цитираната одредба на Уставот, интерпелацијата во конкретниот случај према 5 членови кои што ги избира собранието како членови на Судскиот совет е недозволена. Не само што не е дозволена, туку овој акт што е во случајов поднесен од страна на група пратеници, кај мене се 7 души подпишани, представува, кажав и минатиот пат, преседан во досегашната парламентарна демократија на Република Северна Македонија. Павлина Црвенковска и Селим Адеми се изјасниле писмено до собранието и нема додатно соочување. Петиот интерпелиран член Мустафа Милјазин се уште размислува дали кога ќе му дојде редот освен писмено ќе се брани усно, но едно е известно, каков и да биде исходот од интерпелациите, 5 членови избрани во собранието одново ќе носат индивидуална одлука.
Дали ќе поднесат оставки како што од нив побара и собранието и премиерот Кристијан Мицкоски. Дека ништо не навестува дека Советот се ситни беше и денешната редовна седница, на која присуствуваа сите 13 членови и дискутираа и одлучуваа за редовни случувања во правосудството. Елена, СДСМ и ДУИ не учествува во гласањето во собранието. Што велат партиите околу интерпелациите за членовите на Судскиот совет? Да, всушност околу интерпелацијата на екс-председателката на Судскиот совет Весна Дамева имаше и дебата и беа соопштени ставовите на власта на опозицијата, што не беше случај за останатите точки, односно за останатите интерпелации. По говорот, по обраќањето на Дамева, таа си замина, го напушти законодавниот дом и покрај инсистирањето на координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН да остане барем уште еден час, како што кажа, да ги слушне нивните аргументи. Тој незиниот говор го нарече политички и тој неговите колеги од ВМРО ДПМН посочија дека членовите на Судскиот совет се бирани од претходната власт, од СДСМ ДУИ, дека нивната работа довела до лоши последици во правосудството, како што е најниска доверба, лошен углед на судиите и набројува и конкретни одлуки на Судскиот совет. Од СДСМ пак координаторот на оваа пратеничка група го соопшти ставот на СДСМ дека тие се за реформи, а ова не представува реформа, односно дека е опасен пресудан за судството и дека членовите на Судскиот совет можат да бидат избрани, да бидат разрешени само во Судскиот совет, поради што потоа не учествува во понатамошната расправа, барем до сега на интерпелацијата и се замина од ДУИ, пак исто така не гласа, но рекоа дека не сака да ги бранат членовите на Судскиот совет, но дека на овој начин се нишаат темелите на демократијата, а имаше една изјава каде што се предупредува за можноста да се покрене интерпелација и за суди од Уставниот суд. Предлагам да ги слушнеме сега и изјавите на политичарите, на пратениците. Весна Дамева, која што тука имаше класичен политички говор, не сакајки да искористи можноста која што ја дава институтот интерпелација, да одговори на одредени прашања, само потврди дека она што го зборуваме е тоа што и во изминатиот период го кажувавме за овој судски совет, за лицата персонално, дека се заштитници на криминалот во судската фела и криминалот во државата. Еден начин на кој што власта преку еден груп и неприкриен удар врз правосудниот систем и утоа уште повеќе и поважно напад на владењето на правото и напад на овој устав. Тоа е упад во судство која руши темелната вредност на уставниот поредок, на поделбата на државната власт, која што исто така е предвидена во членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот. Ако работите на овој начин, на притисоци, ќе бидеме должни да имаме интерпелација за сите тие што се избрани во ова собрание во текот на тие 365 дена и ќе почнеме од Уставниот суд. И сега набрзо ќе поднесеме интерпелација за судиите на Уставниот суд каде што се избрани во овој дом. Значи, тие го допираат тоа што е недопирливо. За жал, ниту политичките партии, ниту пак носителите на јавните функции не ги признаваат грешките. Значи, никој не излегува јавно да каже, сум направил некоја грешка, ама ајде да зборуваме за таа грешка, за да се обидеме, за да од истата грешка да извлечеме поуки, за да истата ја поправиме во иднина. Значи, тоа не ја направи и госпоđица или госпоđа Дамева, која искажа тука дека е чиста, дека нема никаква вина, дека работела се окей.
Марија, додека трае овие изјави, во собранието беше изгласана и четвртата интерпелација против членот на Судскиот совет Тањата Чарова Илиевска со 73 гласа, што значи дека останува само уште една интерпелација за петиот член избран од собранието Милјазим Мустафа. Со тоа пред рокот од полноќ се очекува денеска да завршат расправите во собранието за петте члена на Судскиот совет за интерпелациите. Да потсетам само дека интерпелацијата не значи разрешување, а власта се надева дека тие ќе си поднесат оставка, иако најголем дел од нив веќе се произнесува дека не чувствуваат одговорност и дека нема да поднесат оставки.